Тимот што победува не се менува. Така и ние во непроменет состав влегуваме во уште една сезона со надеж дека ќе ви донесеме уште поуспешни и уште поинтересни приказни. Останете со нас. Годините не се најважната работа за жената. На 20 може да биде неверојатна, на 40 чармантна и да остане неодолива до крајот на животот. Жив доказ е мојата денешна соговорничка. Вистинска убавица како и во своите 20 кога се закети со ленти и диадема. Денеска се дружиме со Светлана Црнокрак. Гостивар е убав, урбан, гостолюбив, пријателски град. Најдобар пример за соживот во правата смисла на зборот. Впрочем, тоа и не треба да се потенцира, затоа што овде едноставно така од секогаш се живеело. Во заедништво, со емпатија и љубов. Мала мултикултурна оаза. Името само се зборува, градот на гостите, гостилниците и гозбите. Денеска се гоштеваме со десертот на Гостивар, бидејќи за оваа приказна низ него не води девојчето, чие лице украси многу насловни, ги освои модните писти и се уште важи за поим на вонвременска убавина. Она од песните, со кожа што на цимет мириса. Што немам кому да го кажам, откако заминати, а денови минат, спомени крај им нема их го за инат. Светла, ти благодарам што го прифати предизвикот да бидеш наш домаќин. Навистина ми е драго што ќе ми раскажеш нешто повеќе за тебе и за твоето детство и за твојот роден град, иако долго не живееш овде. Пред се благодарам до вас затоа што ме поканивте и навистина после толку долго време не сум била во Гостивар, буквално сум и возбудена малце, така се потсетив на многу места од времето на младоста, ме вративте назад, па да кажам повеќе од 20 на години. И навистина ми е чест и задоволство што ете токму јас сум како ваш домаќин, колку знам, колку се сеќавам, колку остана онам нели од моето време, ќе се потрудам нешто да покажам, да кажам, да се присетам на младоста и така ќе ми биде чест и задоволство. Сигурна сум дека ќе имаме убав ден, бидејќи кога нели се освежуваат спомени, секогаш доаѓа она некое пријатно чувство во душата и не верувам дека лошо ќе се поминеме денес. Па јас се надевам со оглед на тоа, нели Гостивар велат дека народот е гостопримлив и не за џабе името Гостивар, така да се надевам дека е. Веднаш таа позитивна енергија се чувствува тука на плоштадот и ми буди спомени на вистина многу. Тоа сакав да ти го кажам, баш јас за името на секој град се врзуваат нели одредени легенди. Една за Гостивар која што датира од турско, вели дека Гостивар името го добил затоа што во него доаѓале многу гости. Така. Сега ако доаѓале гости, значи вие сте биле добри домаќини. Светле, те молам денеска биди мој домаќин. Ќе се покажам, да ми верувате. Така, пред да почнеме да ги освежуваме оние најрани спомени нели од најраното детство, се договоривме да се најдеме овде на градскиот плоштад. Предпоставувам бидејќи рековме нели дека не си дојде на одамна во Гостивар, кога стапна овде на плоштадот, нешто ти се врати некој спомен. Кажам. Значи веднаш што стапнав на плоштадот, почнав лево десно да ми се враќаат, можеби кога сум нели не сум тука, забораваш што било како. Сега буквално кога застанав во центарот, од секоја страна ми се потсетив на она што беше од моето време. Од тука ќе почнам. Тука има сега моментално има, порано беше ова стоковна куќа. Така. Сега е како еден мини трговски центар, да. Тука постојано имаше убав спомен од времето на мајските вечери, нели кога беше штафетата на младоста, Тито кога патуваше низ цела Југославија, нели? Тука имаше бина и се одржуваа многу манифестации. Меѓу другото, јас одев во хор, бев по пеењето, пеев многу, сакав да пеам и сега ми е тоа, сакам од време на време. Имаме време за пеење денеска, така што ќе те провериме. И едва чекав нели да дојдат тие мајски вечери, на бина се одржува манифестации, пеев и тоа беше мислам за мене едно прекрасно доживување, онака со нетрпение го очекував. Црквата тука главниот символ што мислам дека
единствено нешто што остана несменето и од мое време и претпоставувам и пред мене е овој символ црквата која што во центарот на градот секогаш чекавме нели да дојде, поготово кога беа тие великденски празници, да, за Божик, за Великден. Тука имаше многу народ собрани, ние како деца тука се дружевме, имаше огномет кој што мислам дека е традиционално и сега дури тоа се зачувало од мое време. Тоа ми е така, ете, спомен. Тука исто се присетив бидејќи во близина беа нели кафичите, дискотеката, тука имаше едно место. Се викаше, мислам дека кај стариот Војо, стари пицерија, многу добра пица правеа таму и таму се собиравме, тоа беше во близина на црквата. И ова сега, значи буквално сега ми текна Хотел Централ. Значи си остана името, можеби сега веќе не функционира, гледам така е малце запуштено, би рекле така. Доле имаше значи ресторан и полуматура. Завршува во 8 оделение, тука ни беше прославата. Хотел Централ. Значи тоа си остана. Името си е тоа, дури кога го видов заборавив името, меѓутоа ете горе си стои името. Тука десно беше киното, се собиравме, одевме во кино. Така да има некои работи што многу работи еве на едно место тука во околина што ме присетивте и така. Пробудивте спомени. Так, можеби сега малку без ред ќе ти спрашувам, ама едноставно ми доаѓаат прашања, не можам да одолеам. Спомена пицерија, спомена овде полуматура, па кино. Се сеќаваш ли на првото излегување? Дали можеби беше токму во пицерија или можеби имавте некој корзо? Се сеќавам како не. Значи јас имам брат постар од мене 6 години. И буквално првите излегувања ми беа, нели, брат ми работеше како диџеј во една дискотека тука во близина Елдорадо. И со него почнав така, нели, он како постар брат. Можеше до покасно да седиш, така? Да, тоа ми беше, меѓутоа беше многу искрено, многу беше строг. Така да ја имав таа привилегија, нели, со брат ми да останам до покасно како постар брат, да одговорност чувствувам. Заштитничка улога морал да така. Работеше нели за симпатии за дечковци, тука брат ми е, тука не смеам нели без да го прашам него. Значи тоа ми било првото излегување, таму кај дискотека Елдорадо имаше неколку кафичи, значи околу кафичите имаше неколку летни дискотеки и така. За малку ќе заборавев, среќа што ги спомена тие симпатии и први љубови. Во една прилика се сеќавам изјави дека Гостивар е твојот град на љубовта. Сега Мики нема да ни се лути, бидејќи ова сигурно било пред многу години. Предпоставам тука ти било и првото заљубување, првата симпатија, веројатно и момче, не знам. Па да. Нормално, нели, зависно тоа почетокот на тинеџерските години, нели, од таму и од основно, да кажам, па дури и од градинка, нели, си имавме своји симпатии, така да првите симпатии, првите љубови, платенски, па и вистински би биле тука, да кажам, почетоците. Бидејќи јас живеев до мои 18 години во Гостивар, потоа се преселив во Скопје каде започнав да студирам, нели, таму се омажив и до ден денес сум таму. Инаку основно завршив во Гостивар во училиштето Гоце Делчев, потоа 4 години бев средно релација Гостивар-Тетово медицина. Така да ете, спомените од детството и се до моето полнолетство ми се и убавите и лошите повеќе, нели, убавите и првите љубови ми се токму во мојот роден град Гостивар. Иако ќе кажам, Гостивар ми е буквално само роден град и оној мој период до полнолетството немам потекло никакво од Гостивар, значи татко ми е од Егејска Македонија, мајка ми е русинка, кога се запознале, дошле тука да живеат и така. Јас искрено имав преубаво детство, значи поминато тука во мојот роден крај. Како малечка нели се дружевме без разлика, нели знаеме дека во Гостивар живеат и албанци, и турци, и роми, така да буквално се дружевме во моето мало, бевме израснав, значи имам до ден денес мои другарки кои што комуницирам и албанци, и турци, преубаво си живеевме, си игравме по цели денови надвор, немаше тогаш телефони, немаше тогаш игри на мобилни, но буквално игравме жмурки, со топка, се бркавме, нели она старото од времето. Бабите прават липчиња со шекери, со маргаринче или најсладкото нешто. До доцна навечер имаше, се беше сигурно, не знам, беше друго време. Посетував многу, ја сакав глумата, оде во културен дом тука во Гостивар. Еве сега ми дојде во моментот да се присетам, значи додека учев основно,
4-5 години во културен дом глумата ја посетував и глумев, веќе ги мислам од времето ми е, знам дека Атанас Пачавровски по музика ми беше, он ме учеше да пее и директорот и режисер Стојче сега мислам дека е во пензија, да го поздравувам него. Јас го памтам како едно градче со топлина, луѓе топли, гостопримливи, убаво време, убаво живеев, убаво детство поминато тука. Тоа е. Рече дека си играла надвор, сигурно имаш лузни на колениците, така? Колениците, ломби се, па со оглед на тоа дека јас кога почнав да се занимавам со манекенство, односно кога за прв пат се појавив на избор за мис и го представував Гостивар, тоа имав 18 години. Јас буквално до мои 17 години играв со машки. Играв фудбал. За мој 16-ти роденден барав од моите да ми купат копачки, патики, значи бев буквално машкоданка. Мики, уште го победуваш во кошарка. Слушај, Светле, кошарка не случајно те прашав за колениците, сега одиме, ајде малку, нели да тргнеме некако по некаков си редослед. Одиме во твоето основно училиште, бидејќи овде се учела основно во Гостивар, па таму ќе ми раскажеш какво дете беше. Ајде. И како да не биде центар за гости, опколен со убавините на Националниот парк Маврово, изворот на Вардар Вруток, полн со споменици од времињата кои му даваат културно шаренило, со различности кои се надополнуваат. Сакрални, како црквата Пресвета Богородица, белегот на градот, и профани, како саат кулата и староградската архитектура, која се уште го чува османлискиот манир. Сета таа гостиварска алхемија е присутна и денес во животот кој тече по улиците, по кеот кој добил модерно лице, по краистите брзаци, чии води некогаш ги вртеле старите вруточки воденици. Гостивар е паметен град. Изненадува со успешни приказни и големини кои го прославија во светот, со кој по многу нешта и самиот е рамен, но доблесно скромен. Ете, тоа е убавината по која денеска станал уникатен. Светле, освен што не си го препозна училиштето, буквално едно го најдовме и патот. Комплетно е сменет овој дел на Гостивар. Се чувствуваш ли сега како дома или не? Сега веќе тука да, пред школото, да, меѓутоа патот до тука ни беше многу изградено, многу нови улички, многу нови објекти, некако се збунив, нели утнавме на едно место. Меѓутоа ете конечно, така ми побуди некои чувства ова школа. Гоце Делчев, значи тука завршив основно, прво до 8 учев. Убави спомени, самото училиште реновирано, многу убаво изгледа, вака не беше јас кога учев. Ова тука што е, да кажам, Требава Полјанава, тука имавме физичко, вежбавме истата, само нешто додадено, некои, видам, љуљашки за деца. Меѓутоа, ете, не знам, школово некако ми побуди многу чувства, и среќни, и тажни, и убави спомени имам сепак. Ќе откривам една тајна за тебе. Како беше ако ми се мрда ноздрата, значи сум лута и бегајте од мене. Да. Сега не си воопшто лута, напротив се разнежни и навистина тоа се забележува. Се надевам дека ќе забележат и гледачите. Кажи ми, какво дете беше? Па јас во суштина бев палаво дете, меѓутоа многу учев. Не бубалица, меѓутоа тоа се случуваше и во основно и во средно, дури онака тактички бегав од часови, бев председател на клас, меѓутоа, па како да кажам, народно никој ништо не ми можеше, кога ќе ме викнеше директорот во канцеларија, зашто избегавте, зашто не можеше ништо да ми пререче, бидејќи бев одличен ученик, сакав многу, одев понад превари, учев, се трудев.
се стремев кон тоа да бидам нели доктор. И така ми беше, си сакав да си учам, меѓутоа си сакав и да си правам така бели помалци. Проблемчиња. Да, не проблеми, али Затоа него проблемчиња така. Проблематична, меѓутоа бев палава, да. Не само во училиште, него кажавме надвор како ми беа колениците и сега сум тоа со такви лузни на кирките, поготово на малата. Паднала се и мајка ми само ќе додаде, а ти, Кирко, да си ги покажеш твоите коленици, стварно бев нонстоп паѓав, нонстоп. Па добро са, детството така, мислам дека не постои ни едно дете кој што нема, нели сите ние немаме лузни на колениците. Мислам дека средно додека учев, завршив нели како што кажа во тетово медицина, тие патувања кои што живеевме блиску до автобуската, рано на Сабајле одевме на пракса со другарките што бевме ние неколку од Гостивар. Завршувавме пракса, се враќавме со автобус назад, пошто јас живеев најблиску, доаѓавме кај мене, пиевме кафе, јадевме, значи половина час 40 минути, потоа одевме повторно на училиште до вечерта, значи така. Ама ете тие беше напорно, беше тешко, медицина, нели, имавме многу за учење, не постигнувавме, буквално се случуваше по цела ноќ да учам. Меѓутоа желбата ми беше, се чувствував исполнето, значи го сакам тоа да го учам, дружбите, патувањата, па постариот пат. Па постариот пат, па доцни автобусот, па ти избегал автобусот. Школото во Титово беше до реката Пена, тогашно медицинско Никола Штейн, и знаевме да го фатиме автобусот да прескокнуваме, па ние имавме некој, се случуваше тогаш една другарка падна у реката, па ајде враќај се назад, мислам, па беа спомени, па по пат застанал, се расипал автобусот, па гужва имало, се тиска, мислам, сето тоа беше, не знам, незаборавни спомени, многу убаво. Средните години, средното училиште ми беше така, мислам дека најубав дел од моето детство, да кажам, до полноletство. Јас реков основно заради фудбалот. Туку спомена со другарките после училиште сте пиеле кафе. Си гледавте? Обавезно. Ајде одиме да си, ајде Света да си гледаме на кафе, ајде. Не знам да гледам јас, ти ке ми гледаш. Ке се снајдеме. Добар ден. Браво. Ако некогаш сте сонувале за идеален дом, за грижа и нега, каде што времето е богато со среќа, радост, духовен спокој и хармонија, тогаш верувајте дека постои. Пеламет е гордоста на Гостивар, гостопримлив како и градот, нов, модерен, комфорен, со сите највисоки стандарди и услуги кои створиле пријатен амбиент и позитивна атмосфера. Тоа е само првиот чекор, идеален и приемчив простор, кој понатамо е исполнет со задоволство, другарување и квалитетно поминато време, обезбедено со безпрекорна услуга од здравствениот тим кој овде е сплотен со големото семејство. Самиот дом е паметен, енергетски ефикасен и во чекор со иновативните трендови, но она што е феноменално е ефектот на среќата, кој е збир од мигови поминати во другарување, прослави, креативни работилници, активности, прошетки. За секого има и динамика и мир. Овде заеднички се одбележуваат различни празници, се слави сплотено, се учат и разменуваат искуствата и традициите, се дели радоста за секој успех, роден ден, имен ден, се јакне кондицијата, виталноста на телото со спектар на соодветни можности за релаксација. Оваа мултикултурна стреја, која е топол дом на различни вери и нации, е пример за идеален соживот. Наспроти сите предрасуди и догми, овде ќе видите повратници од странство кои избрале да го продолжат животот во татковината. Родители, чиј живот семејството им го доверило на најдобрите. Брачни другари кои си имаат ново удобно гнездо, витални и енергични луѓе богати со дух. Но и кревки судбини, на кои им е потребна рехабилитација и постојана грижа, пред се љубов,
Затоа што човечкиот живот е вреден за внимание, почит и нежност до последниот здив. А тоа за Пеламет е императив, чест и благородна мисија која успешно се остварува и расте. Светле ми рече ке ме носиш покрај Вардар. Сигурна ли си дека ова е Вардар? Мене не ми личи на оној скопскиот. Малце прљаво, меѓутоа, мислам дека со ова што е околу Вардар се вадат гостиварчани. Не, добро, ако го споредуваме со Скопје, овде е бистра водата. Колку овој дел од градот ти буди спомени од твоето детство, твојата младост, она рана младост? Така, да бидам искрена, јас се изненадив кога дојдовме тука неки, не сум била одамна, меѓутоа многу напреднато, изградено, модерно, реновирано, со љуѓашки, со велосипедски патеки, со зеленило, еве ова мислам еден символ Гостивар, мислам преубава, навистина ме изненадија гостиварчани. Во мое време не беше ова вака, значи во мое време повеќе имаше ѓубре, клупички, од шатпат од негде, онака кои искршени, кои здрави, беше темно, не знам, некако ни беше страв дури да доаѓаме, ете тука беа во близина се кафичите и дискотеката, ете знаевме никогаш и во парк да дојдеме, беше така мрачно. Сега, секоја чест. Спомена парк, предпоставам дека овде имате некој градски парк во кој што сигурно сте поминувале голем дел од времето. Да, тука е тоа во близина паркот, па би сакала да го видам, и таму не сум била. Меѓутоа си имавме собиранки, седенки во парк, поготово летно време се собиравме тука, цело друштво. Сега јас живеев подалеку од овој дел, поретко доаѓавме, но летно време знаевме да дојдеме онака за викенд во парк. Јас во мојот дел, таму каде што живеев, имав друго паркче, таму се собиравме, тука доаѓав поретко, али ето, сепак убави спомени имам и од овој дел на градот. Се најде многу млада во светот на модата? Па да, токму така беше. Јас, значи, до првиот избор на убавина, што се организираше тука, токму тука во близина на спортската сала на Гостивар, значи беше изборот, екрановиот избор на Мис на Македонија за Мис на Гостивар. Јас бев, односно, мене ме пријавија, уствари, јас не се пријавив, јас не знаев дека сум пријавена. Едни пријатели на моите, како има избор, ние те пријавивме, никако сето тоа се случи на брзина. Значи, тогаш да не биле овие истиве мојве што гласнициве. Не кажувам ништо, не смеам да кажам. Не, ова пријател е наш Дончо се вика, домашен пријател на моите, он ме пријави заедно со мајка ми. Мајка ми беше иницијатор, татко ми беше против тие. Мислам, татко ми првите години дури не доаѓаше кога има фреви, само живеете татковското, никако со други очи го гледаше тоа, меѓутоа отпосле веќе свати дека уствари тоа е желба моја, дека сакам и почна веќе да ме поддржува тоа. И така, значи ме пријавија на изборот, јас бев изненадена, тоа се случи буквално за 2-3 дена на брзина, учествував на тој избор. И тогаш буквално почнав да учам и да се движам со штикли. Почнав нели од најниски подпетици па се до и ова секогаш го велам или дури на курсевите наши каде што ги учам нели идните наши манекенки, фотомодели, кога јас научив да одам на високи подпетици и да трчам и да се движам исправено и да бидам женствена, секој може тоа да го научи, да се движи, така да се што кога имаш желба и кога сакаш се може. Ништо, требаше да земеме ние некои такви чевли да повежбавме малку. Ја имав поддршката од секогаш, значи првенствено од моите, родителите, брат ми, фамилијата, па потоа нели од пријателите, од секогаш, да. Како мала сакав да бидам и пејачка, сакав да бидам и актерка, нели ете, кажав претходно дека одев и ги посетував и ги имав тие глумачки вештини. Сакав да бидам и манекинка. Манекинка некако ми беше нешто подалечно и понедостижно да учествувам јас на избор, па поготово на некој таков познат светски избор, гламурезен. Па можев само на телевизија да го гледам и некако
Тоа ми беше неостварена желба и сон. Јас никогаш не би можела. Ама ми се оствари. Некако ми се отворија вратите и кон тоа. Почнав со изборите на Убавина, потоа се преселив во Скопје. Нели достапноста беше поголема и кога си веќе во Скопје познавав благодарение на покојниот Марио Липша. Со Марио Липша ги работевме халтене сите реви. Запознав нели многу луѓе од светот на тој бизнис и стигнав и до тие светски избори, имам неколку титули, па сега заедно нели работиме со Мики повеќе на тој повеќе ги има лиценците на тие интернационални избори, така да сето тоа си почна, се развиваше со години, така да апсолутно ми се оствари тој сон. Кога се однесува за избори на Убавина, да кажеме, порано можеби било битно само физичкиот изглед. Еве ги сега интернационалните избори што се нели надвор, таму буквално, значи има затоа се оди 15 дена порано или 10 дена, каде што жири комисијата не само што ги следи девојките нели како изгледаат и како се облечени, него буквално и однесувањето. Мислам дека број 1 важно за девојката пред се однесувањето, а потоа значи и физичкиот изглед, па така вкупно сите атрибути нели да ја дадат таа титула што е потребно. Ние денес немаме избор, немаме жири комисија за да освоиме титула, иако имавме една убава патека како писта. Предпоставувам дојдовме до паркот, така? Да, еве го паркот е тука. Паркчето е тука. Паркот мислам дека нема некои промени, нешто буквално тоа е тоа. Паркче зеленило, клупички, нема некои измени што данава кој се уште мовчињава ми оставија така убав печаток. Изменето е кеот е среден и навистина секоја честна гостиварчани, паркчето си е тоа, љуѓашки. И ми вративте многу убави спомени. Ништо светле, одиме сега на некоја клупа малку да се одмориме, може уште нешто ќе ти вратам уште некој спомен. Ајде. Ако ги екстрахираме сите атрибути на Гостивар како средиште на горни полок во Полошката котлина, тогаш сосема е оправдана нејзината густина по населеност. Овде едноставно животот е убав, или барем би можеле да си го направите, затоа што средината, љубезноста, интелектот, природата, индустријата, културата на овој мозаичен град влева сигурност и доверба. Секако не е имун на белата чума, миграцијата, но продолжува да се бори со иновации, перспективи и развој. Ако Прилеп го нарекуваат херој, тогаш Гостивар е господин меѓу градовите, джентлмен. И не мора да барате ниво, тоа е овде насекаде, од поздравот и ракувањето, преку шербетот, баклавата и бозата кои се закон, до вдомената светска гастрономија достојна и за вкусот на еден император. Приказната за вкусовите продолжува во престолнината на гурманите. И не заборавајте, семејството е крошна, сенка која ве прегрнува и варди од сите страни, а последната, најважната убавина е семејната топлина. Гостивар ги негува традиционалните семејни вредности, кои колку и да ги девалвира модерното време, тие овде имаат корен и тло за да се сочуваат и за да послужат како пример. Светле, како тргна да ме шеташ, каде си излегувала, каде си учела, си реков нема да седнеме да одмориме никогаш. Ова е јаготката на шлагот, нели? Најубавото. Навистина ти благодарам, се изгледа преубаво, сигурно и превкусно, едва чекам да пробаме. Но пред да се опуштиме, ајде уште 2-3 сериозни прашања. Така. Периодов со Мики, бидејќи неколку пати го споменавме, славевте сребрена свадба. Да. Сега не би те прашала
за рецепт за совршен брак, бидејќи малку ми е стереотипна и тоа нели не постои. Повеќе така ме интересира ако ми кажеш како успеавте да им одолеете на сите предизвици, особено затоа што и двајцата сте нели убави луѓе, сте дел од јавниот живот, од светот на модата и сигурно имало нели некои, сега не знам дали биле искушенија, ама можеби имало и непристојни предлози. Така. Сега непристојни предлози со оглед на тоа дека нели ја работиме оваа работа, работиме со луѓе, работиме со јавност, секогаш постојат нели со оглед на тоа убави луѓе каде што има убавина, мора да има и такви работи. Јас, например, лично сум имала некој, меѓутоа не било нешто, се зависи како ќе се поставиш. Така. Јас, например, секогаш држам до себе, сум имала неколку непристојни предлози, меѓутоа во граници на нормалата, сум знаела како да се справам со нив. Инаку, како и секој брак, нели, нашиот брак функционира на оној можеби благодарение на тоа што и двајцата сме во таа бранша, па се поддржуваме еден со друг и знаеме и сме запознаени како како функционира да си во светот на познатите во светот на модата, така да од секогаш Мики бил најдобриот критичар, било дали и јас исто така било тоа дали е за позитивни или негативни критики, секогаш сме биле она првична поддршка максимална и секогаш најискрените критики сум ги добивала од него, а исто така и тој од мене. Инаку како функционира бракот, нели, како и секој нормален брак, да има разбирање, да има поддршка, да се има време, нели, кога едниот не може другиот да го надополни, некако да се добра организација, тука се нели нашите родители кои што ни помагаат, веќе децата се пораснати. Мони, например, на почетокот на кога се беше малечка, уште кога бевме многу поактивни каде што настапував и јас на реви, па мислам дека 80% од настаните секогаш беше со нас. Значи, она уште од мали нозе не следеше и веќе ја знаеше таа работа како функционираме. Така да ете, пак ќе кажам, добра организацијски од страна на нашите родители, поддршката и тоа е тоа. Нели нормално е како и во секој брак или без разлика дали е брак или каква и да е врска конекција, знае да има и разбирање, ама и недоразбирање. Ета нормално, без тоа не е интересно, нели? Ќе откриам една тајна сега што да правам, што ние се познаваме, нели, и ти си ми кажала во некои наши неврзани разговори, си ми кажала и некои случаи. Брзо да ми раскажеш она кога бевте скарани со Мики, кога полагаше ти за возачка. Да, значи тоа беше почеток на нашата врска. Значи јас се уште живеев тука, нели, не полагав, туку посетував часови за возење. И јас и Мики скарани, одеднаш како возам јас со инструкторот, застанувам на семафор, гледам до мене се отвара прозор и го гледам Мики. Значи паралелно со нашето возило и Мики. Само однака од нигде се појави да ме изненади. Кога го видов, јас се збунив, почнав веќе да семафорот се запали зелено, инструкторот онака прашалници што е работева, ништо. И мислам дека пола, мислам како продолживме со часовите, постојано доаѓаше, не следеше, дури јас се збунив и на крај викам на инструкторот, дај малце пауза да му раскажам што е како, па потоа да продолжиме. Баш ме изненади тогаш со. Знаеше да се појави од нигде, онака никаде на нешто, на некој настан, кога сме тука кога бев тука во Гостивар се уште, да. Положи од прва се? Па, тестови мислам дека беше од прва, а градска беше, не положив од прва, од трета положив. Мики, да плати се очната, те збунил. Да. Знае ли да те изненади некогаш, еве, и после 25 години поминати во брак? Мислам, дали романтичен? Да, знае, многу ретко, меѓутоа знае кога ќе ме изненади, баш онака со сите сатанати, да. All inclusive. Значи ретко, ама квалитетно. Да, ретко, али да. Дали во домот, нормално, колку и да сме ние модерни, со модерни сваќања, живееме каде што живееме и сега работите, нели, дома природно, некако би требало да бидат поделени. Да. Како е кај вас во дома? Кај нас не се поделени, значи
кој има време, кој ќе стигне да ги сега добро, не може да кажам дека Мики ги обалува и оние многу женски, например не пегла. Јасно, меѓутоа ете знае да усисивач, правосмукалка да пушти, нели да фрли ѓубре, машина знае за перење, машина за садови да пушти, така да ми помага во секој случај. Ми сакам да кажам дека работите не се поделени на машки и женски, кој стигнува, нели зависно од времето си помагаме еден од. Мада сега веќе и Моника е голема, така да мислам дека неговата работа е поделена сега на пола измеѓу него и Моника. Веројатно повеќе и на Мони оди. Да, така е, така. Да. Ги споменавме Мони и Нина. Многу интересно што во домот вие сте, да речам, 4 генерации, затоа што Мони е веќе возрастна девојка, а Нина е па на прагот на пубертетот или веќе со едната нога може би влезена, така. Да, ќе наполни. Како се сновиѓате по дома, јас на генерации? Сигурно има искрички. Па со оглед на тоа кога Мони нели додека беше мала, некако јас бев и двајцата со Мики бевме некако сега не знаеш што те чека, како расте детево, како се развива пубертет, тинеџерски години, па ете средно факултет. Нина кога се роди веќе бевме спремни, подготвени, се ни беше онака како буквално како кукла ни беше, како играчка ни беше. Нина поопуштено и имаше поддршката нели помошта и од сестра и како поголема, така да со Мони беше подруго. А со Нина мислам дека полесно е сега, паралелно ги живееме нели оние години од детството кога Нина градинка нели па основно Моника факултет, пубертетот, па дечко, па интересно. Во секој случај Мони Нина се 13 години разлика. Различно време кога беше Мони малечка и како растеше, многу поразлично е и сега како Нина нели расте и се развива. Така да има и нови моменти кои што се прилагодуваме. Тоа е тоа. Секојдневие, нели можеш да се прилагодиш до секојдневието, на луѓето, на принципите. Интересно во секој случај. Велиш нови моменти секојдневно доаѓаат. Што ќе се случи ако дојде Мони и рече мамо се мажам, а Нина ако ти каже мамо имам дечко? Што правиме тогаш? Добро сега. Или тато може ќе му биде потешко. Тоа е тоа сега, со оглед на тоа Мони има веќе 24 години, она веќе е своја личност зрела, оформена, заврши, дипломираше на факултет, си вработена си е веќе самостојна личност. Така да тоа е тоа, сите сме били, јас, например, јас се омажив многу млада, веќе на возраст на Моника, веќе ја имав родено, Мони имаше 2 години. Тоа е тоа се нормални работи, кои што би ги прифатила се како и да се имат поддршката, нели, децата се деца, тука сме ние родителите. Па ќе кажам, тоа се нормални работи, нели. Мада и подготвен си, нели, во животот не е секогаш идеално, наидуваш на пречки, наидуваш на секакви, секогаш треба да си подготвен и здраво и разумно да ги извршуваш. Рече дека знаем, нели, Мики да обави делот од обврските во домот, а кој е задолжен за кујната? Па Мики не знаем да готви, знае неколку само 2 јадења во случај кога јас не сум дома, ете јајца варено и јајца на око, така? Јајца на око, јајца варени. И така да кујната е моја, значи препуштена на мене, јас сум таа што подготвувам, иако ја кажам, нема многу време за ете така викенд кога сме викенд така можам да повеќе јадење и нешто благичко да подготвам, бидејќи ја сакаме она, ама да сега има многу работи да се купат, нели, готови. Меѓутоа сакам. Иако ќе кажам дека тоа беше задолжение на бабите, најубаво и најсладко, нели, кога ќе отидеш кај мајка или кога сега колку се трудам, колку можам. Мада во јадењето не се некои и Мики, и Мони, и Нина не се некои да прибираат онака ништо посебни, не јадамуване. Да, знам некогаш да поминам со една салата, супа, лепче, нешто така да се ајварче, да кажам, така да немам околу тоа некој голем проблем. Види, не знам јас дали имаш ти проблем околу готвењето, ама гледам дека веројатно имаш проблем околу порачувањето, бидејќи не знам ова се си порачала, се надам да ги поздравиме тука во ресторанот Пела, тоа имам слушнато од моите пријателки тука. Не сум била, меѓутоа они ми го препорачаа и се надевам и ова како нестрплива сум, не можам та ќе гледам, мислам навистина дечкиве се потрудија, секоја чест. Што Светле, ќе наздравиме и ќе замезиме малку. Секако. Ајде.
Светле, немам ама апсолутно ни една забелешка за изборов. Се уште не пробавме се, но од она што малку нели замезивме, те молам да ги поздравиш тие што те го препорачаат ресторанов, навистина преубав. Баш ми е мило, Храната е и стварно навистина е храната кој не пробал да дојде да проба. сега многу ме интересира како вие, бидејќи и ти си, нели, нормално дел од студиото од Црнокрак, заедно ги работите и тие курсеви, како наоѓате нови лица? Затоа што секогаш ми било некако така чудно туѓо, некој да ме сретне на улица, да ми рече, еј, ти дојди, како јас да му верувам? Значи, како вие ги терате луѓето да ви веруваат и како ги наоѓате тие лица? Па добро, првенствено тоа што обстојуваме веќе 20 години нашата работа како бренд, веќе тука се знае кој се модно студио Црнокрак, така да тука околу тој дел не треба ништо многу да се трудиме. Веќе е јасно, искуството и работата и успесите си го прават своето, инаку секоја година организираме курсеви 2 пати годишно, каже што нели објавуваме по социјалните мрежи, секаде ше се знае, значи тоа се на пролет и на есен, курсеви кои сака се пријавуваат новите лица, така да ги организираме тие курсеви, 2 месеци траат, се посетува, значи се учи се она што е потребно за еден манекен и фотомодел. Јас сум задолжена за девојките, Мики е задолжен за машките. И тоа е тоа, од тие нели што ќе се пријават. И сега има, например, нашата работа е широко разгранета бранша, не работиме ние само реви, значи работиме презентации, промоции, фотомодели, снимање реклами, снимање на музички спотови, краткометражни филмови, да кажам, така да секој член што ќе се пријави може да се пронајде. Нели, не сите може да бидат манекенки да го работат тоа, бидејќи не секој може да посетува онаа висина што е тие пропорции што треба да се посетува. Тоа ќе те прашува Светле. Дали имате некој ограничување со возраст? Така. Фотомодел од 5 години нагоре ни е возраста за новите членови и секој се пронаѓа. Дури имаме некои се пријавуваат буквално на курсот за да научат да одат. Исправено на штикли, нели, девојки, млади. Така да и од таа страна сме не само да се пријат, така да и од тие членови што ќе се пријат, правиме селекција. Нели, по завршување на курсот полагаат, добиваат дипломи и веќе се автоматски членови на модното студио Црнокрак, каде нели понатамошно соработуваме и ги ангажираме за ангажмани зависно нели од клиентот што бара. Значи има надеж, добре, од 5 нагоре, добре. Добре, кога има? Пазам на исхрана, буквално јас тоа секогаш го кажувам во секое мој интервју. Во мојот живот повеќе сум била гладна од кукусита. Значи, таков метаболизам имам, се фаќа, се не дека нешто се жалам, меѓутоа ете. А гурман сум, знам да си седнам, како што кажав претходно, да си замезам, да си каснам. Тука се нели салоните сега, нели кога си веќе дел од јавниот живот, нормално имаш поддршка и од салоните за убавина, некогаш и нели она да си го искоригираш она што сметаш дека треба да се искоригира, пак ќе кажам во граници на нормалата, поготово ние како нели личности од јавниот свет, бидејќи а поготово од модата нели презентираме. Мора секогаш кога ќе те видат, прво те гледат како си облечен, како си нашмиган, како си, нели како стоиш, како седиш, како изгледаш физички, а потоа нели она што ќе го кажеш. Така да се трудам да внимавам на тоа колку можам. Годините си го прават своето. Светле, рече дека повеќе си била гладна од кукусита. Искрено да ти кажам, јас денеска исто сум гладна. Затоа ајде да заборавиме на линија, да заборавиме на камери, да заборавиме на писти. Можеме да се опуштиме, да уживаме. Да си јадеме точно. Искрено, она што ми преостанува да ти се заблагодарам за преубавата дружба. Навистина ти благодарам што ми беше добра, како беше она гостинка домаќинка. Гостиварка, ама пази. Тоа обавезно гостиварка, да. Благодарам, мислам, голема благодарност до вас затоа што јас одамна не сум била во гостивар и навистина ми побудивте многу спомени, многу прекрасен ден, преубави спомени од детството, преубави спомени од градот и ете, навистина сум ви благодарна. Јас, освен тебе, што сум ти благодарна уште еднаш, благодарна сум на моите пријатели Бубе Студио Ин и Бутик Резерв. И што ни останува на крај, да наздравиме и да се опуштиме. Да уживаме во храната.